Почитувани гледачи, добро вечер. Го следите централниот дневник на телевизија Кочани. Во него ќе гледате. Задоцнетите контроли на трговците со пестициди негативно се одразија на оризот во Кочанско. Во општа болница во Кочани ќе се менуваат прозорците и вратите, а ќе се отвори и приемна амбуланта. Геомеханичките испитувања на теренот покажаа дека може да се гради домот на пензионери. Утре вечер започнува и Стибанјското здравоживо. Моторџии утре ќе се искачат на врвот Руен на традиционална средба со планинарите од Бугарија, Србија и Македонија. Признанието национален уметник на Македонија за Есма Реджепова Теодосиевска. Дневникот е по рекламите. Останете со нас. Железара Тигар Метал Кочани. Најдобра локација со најдобар избор на цевки и профили. Бои и лакови. Шрафовска роба. Мрежа и жица. Бесплатен превоз до вашиот дом. Наша предност се цените и квалитетната услуга. Повелете на улица Теодосија Паунов 61. Железара Тигар Метал. Сончеви колектори Термосол Кочани. 20-годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Звучна изолација, безпрекорна топлина во вашиот дом, оптика и комфор. ПВЦ прозорци и врати за цел живот, Александрија ПВЦ Лајн Кочани. За да инвестирате во енергетски штедлив дом, можете да користите и Алфа Зелен кредит од Алфа банка. Секако вид на алуминијска столарија и дрвени собни врати. Контакт телефон 033 297 440. Најновите актуелни информации пренесени преку вашата омилена фреквенција, телевизија Кочани. Задоцнетите контроли на трговците со пестициди покажаа дека и во Кочанско во промет биле пуштени недозволени хемиски средства, кои предизвикаа штети кај оризот.
Иако речиси, пред 2 месеци земјоделците алармираа дека пестицидите со кои ги третираат оризовите површини се неквалитетни и покрај плевелите го изгореа и оризот. Дури сега со ангажман на министерот за земјоделство Зоран Коњановски се става ред во оваа сфера. Да, пред една недела бев во Кочанскиот регион и од земјоделците можевме да чуеме дека кај одредени земјоделци се јавува проблем и тие се сомневаат на квалитетот на пестицидите со кои ги третират своите посеви. Јас веќе наредниот ден издадов налог, државниот инспекторат е на терен во Кочанско, ги очекуваме резултатите и доколку се покаже дека навистина некој продавал таков препарат, но дозволете прво да го провериме тоа. Сигурно дека како држава и како министерство ќе реагираме. Земјоделците велат дека штетите се евидентни, што поедини производители скапо ќе ги чини, бидејќи освен што си ги фрлиле парите за неквалитетни пестициди, на јасен ќе жнеат значително намалени приноси и по тој основ ќе остварат помал приход. Инаку невојата да биде поголема предонесува задоцнетата вегетација на оризовата култура во отарите на Спанчево и Соколарци, која се должи на касната сеидба. Во општа болница во Кочани ќе се менуваат прозорците и вратите, со што ќе се постигне посакуваната енергетска ефикасност во објектот. Ќе се отвори и приемна амбуланта. Во општа болница во Кочани целосно ќе бидат заменети старите со нови ПВЦ прозорци и врати. Овде ќе бидат заменети прозорците и вратите во повеќе оделенија: хирургија, ортопедија, интерно, рентген, шок соба, како и во просториите на болничката аптека. Ќе бидат реновирани и шалтерите, информираше директорот на болницата Дејан Апостоловски. Општа болница Кочани отвори тендерска постапка за набавка и промена на дотраените стари дрвени прозорци, кои што се уште ги има во општа болница Кочани. Постапката е во тек, значи се работи за замена на прозорци на повеќе места, повеќе амбуланти и оделенија, вклучително и заедничките служби, како една мала интервенција во одделот за интензивна нега. Во тендерската постапка е во тек, кога ќе заврши би требало некаде за околу 45 дена да се реализира истата. Со оваа активност сметаат во општа болница значително ќе се зголеми енергетската ефикасност. Исто така со реконструкцијата на парното грејење очекуваме заштеди од 15 до 20% на годишно ниво на ставката грејење, исто така индиректно и заштеда на струја, така да и со замената на прозорците би постигнеме повисока енергетска ефикасност и внатрешни заштеди во болницата, кои што повторно ги користиме за инвестиции во други сектори на болницата. Со отворањето на новата приемна амбуланта се очекува да се стави ред и да се намалат гужвите при приемот на пациентите. За неколку дена очекуваме да профункционира, остана уште некои ситни детали, така да очекувам од вторникот натака веќе да почне со работа. Инаку приемната амбуланта ќе служи за закажување на пациентите преку проектот Мој термин, што го спроведува Министерството за здравство на Македонија. Геомеханичките испитувања на теренот покажаа дека новиот дом на пензионери може да се гради. Инвеститор е Сдруженијето на пензионери на Кочани. Пензионерскиот дом во Кочани ќе се гради. Подготвена е потребната документација за изработено идејно решение. Деновиве, стручни лица работеа на изработката на геомеханичките испитувања на теренот. Инвеститор е Сдруженијето на пензионери од нашиот град. Елаборатот за геомеханичкиот дел на локалитетот каде што ќе биде лоциран дома на пензионерите веќе е готов, кај нас е доставен и вчера имаше на него ревизија од страна на комисијата, на стручна комисија. Према сите параметри и елементи што ги дава елаборато, ние сме потпуно задоволни бидејќи дозволува, има таква цврста подлога на тај дел преку тие испитувања, поготово на длабина од 2,30, 2,5 метра па натаму, надолу. Тој е стенови дел, што издржува целата конструкција од 4 ката, нема да има никој проблем да издржи. И сите други параметри ги се позитивни, што ќе немаме никакви проблеми околу градбата од техничка страна на градбата на пензионерскиот дом во Кочани. Инаку во програмата на владата од 2013 до 2017 година е планирана изградбата на Кочанскиот пензионерски дом.
Со дефилево истибање утре вечер започува 28-то издание на Истибанското здравоживо. Учествуваат 12 ансамбли од странство и 9 од Македонија. Фолклористи учесници од Романија, Словачка, Ерменија, Србија, Македонија, Молдавија, Нигерија, Украина, Словенија, Турција и Бугарија се земјите кои со својот фолклор ќе бидат гости на 28-то издание на меѓународниот фолклорен фестивал Истибанско здравоживо. Па секогаш се кажува кога заврши еден фестивал, ние веќе почнуваме со подготовките на наредниот, така што е од наша страна подготовките се одвиваат према плановите како што сме ги зацртале, бидејќи штом заврши еден фестивал се прави селекција за наредниот фестивал, кои групи ќе бидат од каде, има голем интерес на посебно ансамблите кои што ни доаѓаат од другите земји и навистина очекуваме да биде фестивалот онака како што го замисливме, со некои нови дополнителни програми и се надам дека ќе биде онака како што навистина и заслужува нашиот фестивал. Нашиот фестивал веќе по 28 пат ќе се одржи и е еден помеѓу поголемите не само во регионот и во Македонија, туку и пошироко на балканските простори, и бидејќи е член на светските организации ЦИОФ и ИОФ, тоа се под УНЕСКО организации за народна култура и фестивали и си има правила кои што мора се почитуваат. Пред се ансамблите кои што сакаат да учествуваат на нашиот фестивал да бидат навистина квалитетни во прв план и да презентираат фолклор токму од регионот од каде што доаѓаат. Годинава беа селектирани и поканети 12 фолклорни ансамбли од странство, иако фестивалот меѓународен фолклор фестивал, значи меѓународен фестивалот, но тука даваме акцент, голем акцент и на македонските ансамбли за и гостите што ни доаѓаат на фестивалот да го видат и македонскиот фолклор. Ние овде поканивме ансамбли од скоро од сите делови на Република Македонија, така што ќе имаме и од Западна Македонија, и од Централна и од Источна Македонија, и ќе имаме на двете фестивалски, на отварањето и на затварањето по 9 фолклорни ансамбли од Македонија. За време на 5-дневниот престој во Виница и Истибање, гостите ќе имаат концерти во Македонска Каменица и Берово, а ќе ги посетат и културно-историските знаменитости на Скопје. Фестивалот финансиски го поддржа Министерството за култура и општината Виница, а завршува на 18 септември со гала концерт на плоштадот Ангел Винички во Виница. Бројни содржини годинава донесува програмата на 22-те Кочански денови на Оризот. Започнуваат наредната недела со избор на жетварска убавица. Меѓународната манифестација Денови на Кочанскиот Ориз 2013 оваа година ќе донесе бројни содржини со гости од повеќе европски држави, како и од повеќе градови на Македонија, а ќе започне на 18 септември со изборот на жетварската убавица. Во рамките на манифестацијата веќе наредниот ден е закажана средба со литературни клубови од Македонија и изложба на слики од меѓународната ликовна колонија Свети Пантелејмон. Потоа следува изложба на дела од едукативна работилница и изворни народни инструменти, а на летната сцена на Националната установа Центар за култура Бели Мугри ќе се одржи концерт на дувачки оркестри. На 21 септември ќе се одржи традиционалната Бела Оризова ноќ со настап на музичари во градскиот трговски центар. Потоа следуваат промоција на едицијата македонски умотворби во 10 тома од професорот Марко Китевски. Во рамките на манифестацијата ќе се одржи театарска представа, промоција на книга, изложба Масло на платно и концерт на квартетот флејти. Веќе на 26 септември на Брана градче ќе бидат посетени знаменитости со официјалните делегации, а во јавната општинска установа Библиотека Искра е закажана поезија за Оризот, музика за душа. Истиот ден во Националната установа Центар за култура Бели Мугри ќе се одржи концерт на Народниот оркестар ВЕС. Во сабота на 28 септември, градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски ќе направи прием на представниците на ансамбли и групи од странство. Ќе биде направена презентација на опитите со турски сорти ориз, а во вечерните часови е меѓународниот фолклорен концерт на летната сцена на Центарот за култура. Традиционалната рачна жетва на оризот, на која се демонстрираат обичаите поврзани со зажнејувањето на оризовиот клас и вршидба, ќе се одржи на оризовите полиња во село Подлог, а домаќин ќе биде урбаната заедница од Горни и Долни Подлог.
Утре и во недела ќе се игра фудбал. Женските екипи од Кочани се домаќини и гости. Кочани ја пречекува екипата на Конзули, а Иднина С му гостува на Топ Гол. Осоговци гостуваат на екипата на Рудар. Во рамките на третото коло од првата женска фудбалска лига на Македонија, едната кочанска екипа игра на домашен терен, додека другата гостува. Двете екипи противници имаат од Битола. Девојките од Кочани утре во 12 часот на градскиот стадион Никола Мантов ќе ги одмерат силите со екипата на Конзули. Фаворит е екипата што ја предводат тренерите Владо Антов и Оливер Јовановски. Екипата на Младост Иднина С од Оризари патува за Битола, каде в недела се среќава со екипата на Топ Гол. Според тренерот Сашко Иванов, Оризарки 100 од 100 победуваат. Кочанските екипи после две одиграни кола се начело на табелата во најквалитетната женска фудбалска лига на Македонија со по 6 освоени бода. Истиот број на бодови го има и борец од Велес. Во третата фудбалска лига Исток в недела Осогово заминува за Пробиштип, каде ќе се сретне со екипата на Рудар. Ова е пето првенствено коло во источната трета лига, а досега кочанци забележаа по 2 порази и победи. Утре конвој од теренски возила и моторцикли организирани преку Сдруженијето Осоговски возачи ќе се искачи на највисокиот врв на Осоговските планини Руен, каде ќе бидат дел од средбата на планинарите од Бугарија, Србија и Македонија. Традиционалната меѓународна средба на планинарите Руен 2013 ќе се одржи на 14 септември со учество на планинари и љубители на планинските височини кои со теренски возила и мотори ќе се искачат на највисокиот врв во Источна Македонија. Се најавува на Руен да присуствуваат над 1000 посетители од Бугарија, Србија и од Македонија. Организатор на конвојот од Кочани е Сдруженијето Осоговски возачи, кои со 15 на джипови и 20 на мотори ќе учествуваат на заедничката планинарска веселба. Преку посета и учество на вакви манифестации, градоначалникот Радко Димитровски има за цел да го сврте вниманието на пошироката јавност кон неискористените туристички, еколошки и стопански потенцијали на една од најубавите планини на Балканот. Тенисот во Виница има се поголем број поклоници. Успесите што се постигаат се за почит. Од Средното општинско училиште Ванчо Прке со стимул за младите спортисти. Средното општинско училиште Ванчо Прке од Виница, како концесионер на тениското игралиште во овој град, ги помага тенисерите спортисти. Ова посебно беше изразено на свеченоста на која на младата Лила Давчева и врачија пригодни подароци. И ние имаме одлука на училишен одбор од оваа година да бидеме спонзори на Лила Давчева. Ние одлучивме од едноставна причина за тоа што сакаме да улагаме во младите луѓе, особено во младите спортисти, и видовме една добра спортистка, млада, уште таа не е ученичка во нашата школа, но се надеваме дека тука ќе биде упишена. Ние имаме формирано до оваа година тениска школа, каде се офанени 30 мали дечиња на нејна возраст, кои активно веќе 3 месеца работат со нашите професори по физичко воспитување. Во тој склоп ни се придружи и Лила и затоа одлучивме да бидеме спонзори на неа, затоа што сепак нејното патување на турнири, на спремање, на опрема, тоа изискува доста средства. Инаку тенисот во општина Виница зема се поголем замав. Бројни ученици од повеќе генерации спортуваат и се рекреираат на тенискиот терен во овој град. На крајот од дневникот е една информација која ќе осврти вашето внимание. Есма Реджепова Теодосиевска ја доби наградата Национален уметник на Македонија. Естрадната дива, кралицата на ромската песна Есма Реджепова Теодосиевска денеска ја прими титулата Национален уметник на Република Македонија, која ја врачи председателот Ѓорги Иванов. Тоа е највисокото признание во културата кој им се доделува на личности што придонеле за афирмација на Република Македонија и тоа во светот. Реджепова Теодосиевска има богата и меѓународна музичка кариера која непрекинато трае 55 години, но титулата ѝ се доделува и за нејзината хуманост и за подобрувањето на социјалниот живот на ромите, зашто со сопругот Стево Теодосиевски се погрижиле за 47 бездомни ромски деца да го сменат нивниот живот.
Председателот Иванов, кој пред 3 години ја одликуваше ЕСМА и со орден за заслуги на Македонија, на свеченото врачување на титулата рече дека признанието е благодарност за незината мисија на врвен уметник и културен амбасадор во државата. Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска истакна дека Есма Реджепова со своите бројни изведби и креации, со талентот и умешноста, создала вредности кои, рече таа, се наш печат за идентификација во светот. Есма Реджепова Теодосиевска, задоволна од одлуката нејзе да ја биде доделено високото признание, се заблагодари на нејзината менаџерска куќа што ја предложила за наградата, а на владата на Република Македонија и на министерката Канчевска-Милевска за тоа што прават да се вреднува трудот на уметниците. Реджепова е трет носител на титулата национален уметник, која ја имаат добиено пианистот Симон Трпчевски и режисерот Милчо Манчевски. Наградата е доживотен паричен надоместок од 60.000 денари месечно. Ова беа информациите што ви ги подготвивме за денеска. Ви благодариме за вниманието и имајте пријатна вечер. Довидување.